Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Драги браќа и сестри, денеска го празнуваме светиот пророк Еремија, кој што бил многу почитуван во нашата и е почитуван и ден денеска и култот негов е голем во нашата православна црква. Светиот пророк Еремија е роден 600 години пред Христа во селото Анатон, недалеку од Ерусалим. Почнал да пророкува од својата 15 година во времето на царот Јоси. Пророкувал покаяние на царот, на големците, на лажните пророци, на свештениците и во времето на тој цара Јоси одвој го спасил својот живот од убиствената рака на огорчените големци. На царот Јоаким му пророкувал дека неговиот погреб ќе биде погреб на магаре, тоест ќе биде изфрлен мртов надвор од Ерусалим и телото долго ќе му се влече по земјата без погреб. Поради тоа Еремија бил фрлен во самица. Не можејќи да пишува во самицата, Еремија го повикал Варука, кој застанал крај прозорчето од самицата, а тој му диктирал. Кога на царот му било прочитано ова пророштво, гневниот цар ја дофатил хартијата и ја фрлил во оган. Промислата Божја го спасила Еремија од самицата и врз Јоаким се исполнило словото пророчко. На царот Јехонија му пророкувал дека ќе биде одведен во Вавилон со целото свое семејство, дека таму ќе умре, што наскоро и се случило. Од царот Седекија Еремија си ставил јарем на вратот и шетал низ Ерусалим, пророкувајќи го падот на Ерусалим и робството под јаремот на вавилонците. Им пишува на еврејските робови во Вавилон да се надеваат на повраток во Ерусалим, бидејќи ќе останат во Вавилон 70 години, што и се случило. Во долината Тотев под Ерусалим, каде што евреите им ги принесувале делата на жртвата на идолите, Еремија зел големо тенџерче во рацете и го скршил пред народот, пророкувајќи го скорото сокрушение на јудејското царство. Наскоро вавилонците го зазеле Ерусалим, царот Седекија го убиле, градот го ограбиле и разориле, а огромен број евреи исекле во долината Тотев, на местото каде што децата биле клани на жртва на идолите и каде што пророкот го скршил големото тенџерче. Еремија со левитите го зел кивотот од храмот и го однел на ридот Навад, каде што Мојсей умрел и тука го скрил во една пештера. Огнот од храмот пак го скрил во еден длабок бунар, бил приморан од некои евреи да оди со нив во Египет, каде поживеал 4 години и тогаш од своите сонародници бил убиен со камења. На египтјаните им го прорекол сокрушението на нивните идоли и доаѓањето на во Египет на Светата Дева со младенецот. Постои предание дека самиот цар Александар Велики Македонски го посетил гробот на пророкот Еремија по наредба на царот Александар. Телото на Еремија е пренесено и погребано во Александрија. Египтјаните безмалку го обожувале свети Еремија, затоа го погребале како крал, го сметале за чудотворец и по неговата смрт. Правот од неговиот гроб го земале како лек против гризнување од змии и ден денес христијаните го повикуваат пророк Еремија во молитвите против змиите. Уште така, денеска го прославуваме и преподобниот маченик Акаки Серски од селото Неохора од Солун, бидејќи бил многу тепан од својот мајстор во Сер, тој се потурчил. Потоа како покајник и монах живеел во Хиландар, неговата сиромашна, но христољубива мајка со длабока вера го посоветувала. Како што доброволно се одрече од Господа, така сега мораш доброволно и храбро да примиш мачеништво за сладкиот Исус. Синот ја послушал својата мајка и со благослов на светогорските отци отишол во Цариград, каде што бил исечен од турците на 1 мај 1816 година. Главата му се чува во манастирот Свети Пантелемон на Света гора. Уште така, денеска го празнуваме и преподобниот Пафнути Боровски, син на татарски големец, кој подоцна ја примил христијанската вера. Во својата 20 години на Свети Пафнути се замонаштил и поживеал во манастирот до својата 94 годишна старост, кога се упокоил во Господа. Бил девственик и подвижник, поради што и голем чудотворец и прозирлив, завршил во 1478 година. Уште така, денеска ја празнуваме и светата Тамара Грузиска. Светата благоверна царица на Грузија, Тамара Велика,
Родена е околу 1165 година, потекнува од древната грузинска династија Багратиди и од 1178 година била совладарка со својот татко Георгий III. Времето на царувањето на Светата Тамара е познато како златен век во грузинската историја. Царицата се одликувала со високо благочестие и продолжувајќи го започнатото дело на својот дедо, светиот благоговерен цар Давид III, возобновител, се потрудила за распространување на Христовата вера по целата Грузија и изградила многу цркви и манастири. Во 1204 година управникот на румскиот султанат Руки ед-Дин се обратил до царицата Тамара со барање Грузија да се откаже од христијанството и да прифати ислам за државна религија. Царицата го отфрлила ова барање и во историската битка во близина на Басијана, грузиската војска ја разбила коалицијата на иноверните сили. Мудрото управување на благоверната царица Тамара предизвикала се народна љубов и почит кон неа. Последните години од животот ги поминала во пештерниот манастир Варdzија. Тука царицата имала своја келија, која била претворена во мала црквичка, во која таа постојано вознесувала молитви кон Бога. Светата царица Тамара мирно се упокоила во Бог во 1213 година и била вброена кон хорот на светиите. Нејзиниот спомен православната црква го празнува два пати, на 14 мај, денот на нејзиното упокојување, и во неделата на жените мироносици. По молитвите на денесните светители Господ Бог да ни дарува здравие, живот и пример како да се бориме за христијанството. А вие да сте живи и здрави и од Бога благословени. Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна!